This is our Ви благодарам пред се на можноста да се обратам на оваа пресконференција. Ја користам приликата пред се да се заблагодарам на Република Германија, канцеларката Меркел, почитуваниот министер Алтмаер, кои што покажуваат со берлинскиот процес посветеност на нашиот регион, што за нас е исклучително важно. Да се заблагодарам на министерката од Полска за одличната организација на настанот и за гостопримството и да искажам задоволството што следниот самит ќе се одржи како копредседавачки помеѓу Република Северна Македонија и Република Бугарија. Ќе се обидеме да бидеме добри домаќини. Берлинскиот процес ценам дека најдобро ги детерминираше проблемите кои што ги имаме во регионот на Западен Балкан и мислам дека е една одлична платформа која што даде исклучителни резултати до сега, но оние кои што треба да дојдат и ги очекувам да бидат уште поголеми и подобри, се со цел за прилагодување на нашиот регион кон приклучување на Европската Унија, таму каде што тој и припаѓа. Нашиот регион на Балканот е познат по тоа што генерира повеќе историја и пречки од тоа што може да ги консумира и мислам дека тоа треба да се сврти во блиска иднина и да повеќе генерираме економија и соработка, него историја која што не можеме да ја конзумираме. Во таа смисла нашата држава, Република Северна Македонија, мислам дека во последните 2 години направи значителни чекори, решавајќи ги долгогодишните проблеми кои што ги имаше со соседните држави, пред се Бугарија, Грција, но исто така се обидовме да ги унапредиме сета соработка и со останатите соседни држави. Тоа ни даде резултат, тоа ни даде добри бројки во економијата, бидејќи на тој начин веќе соработката со овие држави на годишно ниво се зголемува со повеќе од 2 цифрени бројки во проценти. Тоа секогаш дава резултат и мислам дека треба да биде еден добар пример како треба да се оди понатаму. Она што ние ќе бидеме посветени во иднина да таквото темпо го одржиме, но мораме да бидеме свесни дека има уште многу да се одработи. Во нашата држава имаме во моментот повеќе од 1 милиарда евра отворени проекти за патишта, но тоа не е доволно, бидејќи не прави никаков сенс, односно нема никаков резултат ако вие потрошите пола милиарда евра во мала држава да направите автопат, со кој што ќе го скратите патувањето на робата 20 минути, а потоа робата и камионите да чекаат 3, 4, 5 часа на граница. Тоа нема никаква економска оправданост и затоа треба покрај инфраструктурното поврзување во регионот да ги отстраниме и сите административни пречки кои што ги имаме, а тоа може да се направи многу брзо и ефикасно, многу побрзо отколку да се изградат патишта и железници, што секако треба да се прави. Имаше неколку позитивни примери, со колегата Расим Љајич за 2 часа решивме еден долгогодишен проблем пред некое известно време и мислам дека таквите примери треба да ни бидат водилка. Потребно е да се направи да похрабри чекори, ако сакаме брз економски развој, потребни се похрабри чекори, поголема доверба во регионот. Тие храбри чекори треба да бидат во насока на признавање на сертификатите, ако е издадена во една земја, да бидат признаени во повеќе земји, да се укинуваат полека царинските бариери и царините во регионот и со тоа да се овозможи брз проток на луѓе и пред се на стока и роба, што е многу важно. Не постои економска област без тоа. Јас сакам да искажам нашата спремност како Република Северна Македонија да веднаш влеземе во тој процес. Спремни сме да дадеме придонес на тој процес
и спремни сме, сакам да искажам нашата и спремност и желба да ја отвориме економијата и направиме една економска заедница во регионот, заради тоа што само на тој начин полесно ќе соработуваме со целокупната Европска Унија. Нема никаква смисла да ние меѓу себе поставуваме граници, а да при тоа кажуваме дека сакаме да бидеме членки на Европска Унија, точно заради тоа за да нема граници. Ајде да покажеме прво во регионот дека сакаме и спремни сме тоа да го реализираме и така помалце ќе бидеме проблеми за Унијата и повеќе ќе ги зголемиме соработката и добрите односи помеѓу нашите земји. Впрочем, сакам само да подсетам на еден период кога еден дел од земјите од Западен Балкан беа во една држава, таквите бариери ги немаше. Мислам дека треба многу подинамично и поинтензивно да се работи во таа насока и уште еднаш ќе повторам дека ние како Република Северна Македонија сме спремни храбро да влеземе во тој процес. Благодарам. За господинот Анѓушев, рековте дека Северна Македонија е подготвена за овие проекти. Во каков степен овој проект може да биде нешто што ќе го замени членството во Европската Унија. Значи се работи за интеграцијата, за отстранување на бариерите, на границите за кои што кажавте, дали во рамките на Западниот Балкан, дали сме ние подготвени на овој начин, како што рековте, да влеземе во Европска Унија? Апсолутно. Таквиот процес не е никаква замена за членството во Европска Унија, на кое што ние апсолутно сме посветени. Значи, овој процес е само процес. Како да ја зголемиме соработката во регионот, бидејќи ние во моментот соработуваме повеќе со Европската Унија него што соработуваме со регионот. И тоа само ќе придонесе да економскиот развој на нашата држава биде динамичен, забрзан, повеќе од тој што е сега. Сакам да ве подсетам само дека пред 2 години растот на нашиот бруто домашен производ беше негативен, минус 1,8%, имајќи го во предвид проблемите што ги имавме во државата, тој само за 2 години последниот квартал изнесува плюс 4,1%, со 624 милиона евра директни странски инвестиции во 2018 година, кои што се 170% над просекот од претходните 5 години и изнесуваат 6,5% од бруто домашниот производ на државата. Меѓу другото, овие бројки се постигнати и врз база на зголемениот економски развој и соработка во регионот, но и со земјите од Европска Унија и од развиениот свет. Јас веќе споменав дека после решавањето на долгогодишните проблеми, процентите на соработка со соседните земји порасна со двоцифрена бројка, различно во секоја, но секаде двоцифрени бројки, и тоа е нешто што нас не охрабрува да одиме по двата пата паралелно. Едниот е нема алтернатива за членството во Европската Унија и максимално сме на тоа посветени, но секако и регионалната соработка треба да се заекне и да се убрза.